Почитувана јавност, актуелната ситуација бара одговорност, зрелост и свесност од сите, вклучително и политичките субјекти во нашата држава. За СДСМ како одговорна партија, во овој важен период има три клучни приоритети. Заштита на здравието на граѓаните, брза трансформација на економијата и функционални институции како гарант за силна демократија. Поставањето на пандемијата под контрола, силно се посветивме на носење економски мерки за брза трансформација на економијата. Сега потребно е на градење на функционални институции со целосен легитимитет. Затоа, потребни ни се парламентарни избори во првиот можен рок. Според Комисијата за заразни болести и според надлежните институции, создадени се услови за одржување на предвремените парламентарни избори, секако со целосно почитување на протоколите за заштита на здравието. Дека има услови за одржување на изборите, говори и позитивниот одговор на ОПСЕ и ОДИХР, дека се подготвени да продолжат со наблюдувачката мисија на парламентарните избори во Република Северна Македонија. Согласно законските одредби и уредбата со законска сила на владата, изборите треба да се одржат 22 дена по завршување на вонредната состојба. Во случај таа да заврши на 30 мај, изборите треба да бидат на 21 јуни. Почитувани граѓани, имаме распуштено собрание, за чие распуштање гласаа сите политички партии. Имаме техничка влада по пржински модел, на крајот имаме и распишани избори од страна на председателот на собранието, кои беа одложени заради коронавирусот. Од тука нема никакви пречки процесот да продолжи и изборите да бидат на 21 јуни. Не смееме и со сигурност нема да дозволиме неодговорното и незрело однесување на Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН да ја втурне нашата држава во лош правец, само заради тоа што тие се плашат од изборно соочување. Токму Мицкоски се согласи за избори на 12 април. Токму ВМРО ДПМН гласаше за распуштање на собранието, поддржаа распишување на изборите, влезе во техничка влада, поднесе пратенички листи, стави и печат на кандидатските листи, учествуваше во ждребувањето и дури имаат и свое бројче на гласачкото ливче. Сега Христијан Мицкоски единствено може да бира дали ќе води изборна кампања или нема да води изборна кампања. А неговата партија во секој случај ќе се најде на избирачкото ливче. Ви благодарам.